Украина го прифати 30-дневниот прекин на огнот, план што синоќ беше понуден од страна на американската делегација. По синоќешната средба во Џеда, двете страни по долг разговор на преговарачката маса изнајдоа делумно решение за прекин на руско-украинската војна. Американскиот државен секретар на САД Марко Рубио по разговорите изјави дека овој план веднаш ќе биде пренесен на Русија и изрази надеж дека и Москва ќе го прифати, додавајќи дека топката во овие моменти е кај руската страна. Од Крemlj вела дека не е исклучена можноста за телефонски разговор меѓу претседателот на Русија Владимир Путин и претседателот на САД Доналд Трамп. Ги разгледуваме сите опции, вклучително и можноста за телефонски разговор на највисоко ниво, односно меѓу претседателот Путин и претседателот Трамп. Не сакаме да донесуваме предвремени заклучоци. Тоа е последното нешто што го сакаме. Шефот на кабинетот на украинскиот претседател Володомир Зеленски Андреј Јермак изјави дека САД сега ќе разговараат со Русија за предлозите формулирани за време на средбата со украинските делегации. По оваа средба руската страна го држи клучот. Целиот свет ќе види кој навистина сака мир и кој само зборува за тоа. Ако Русија каже не, многу ќе ни стане појасно. Нема воено решение за овој конфликт. На Украина и треба доволно одвраќање од идни напади. По успешниот диалог во Саудиска Арабија, САД одлучи да го обнови споделувањето на безбедносната помош за Украина.